Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Централното одбележување на богојавление се одржа во Тетово. Прослава на празникот имаше и во околните населени места. Трибина, односно средба со граѓани, вчера организираше управниот одбор на фудбалскиот клуб Тетекс. Целта е спас на клубот. Претрес во гостиварски Сенокос, пронајдена дрога. Со евангелскиот поздрав Бог се јави, на вистина се јави, православните верници денес го одбележуваат празникот Богојавление или Водици. Во Тетово централното одбележување се одржа во соборниот храм Свети Кирил и Методи. 37-годишниот Ивица Јовановиќ од Тетово беше најсреќниот меѓу тројцата верници кои денес беа дел од традицијата на положување на Светиот крст во црковниот базен во соборниот храм Свети Кирил и Методи. Тој во овој чин учествува прв пат. Нека дава Господ на сите здравје, среќа, напред јаден од тоа. Прв пат ми годинава, прв пат го фаќам крстот тоа. И денес на Водици во Тетово присуствуваа верници од сите возрасти и цели семејства, за да ја продолжат традицијата која датира многу одамна. Се оди на богослужба, се пали свеќа за здравје, се фрла крстот и се зема од водата и се поздравува со Бог се јави на денешниот ден. Традицијата е повеќе вековна во Тетово, не радува што овој ден е празник за сите нас, православните верници, но сите луѓе со добра волја. Еве веќе повеќе години моето семејство се кумови на овој празник, тоа не прави среќни, задоволни сме и се надевам дека од ден на ден ќе продолжи оваа традиција, затоа што навистина е убава традиција. Овие некрстни денови поминаа, така да од денес е крстни денови. Свети Јован Крстител од денес го носи името и Крстител, затоа што го крстил Исус Христос во реката Јордан и се надеваме дека оваа традиција за која што постои во Тетово ќе продолжи, затоа што навистина овој празник го заслужува. Тоа е еден од поголемите празници во православието. Им посакувам на сите верници мир, здравје и спокој во своите семејства, исто така и на нашата држава. Бог се јави, навистина се јави најпрвен, богојавлението е едноставно една голема радост. Го споредуваат со Божич, затоа што Бог ни се јавува тогаш во сите три лица. На светот му се открива таа голема тајна дека Бог Тројица е тука, се јавува Светиот Дух во вид на гулаб, се отвора небото, се слуша гласот на Отецот и потоа Синот Божи нели се крштува во водите на Јордан. За Тетово и тетовчани ова е голем ден, бидејќи традицијата на положување на Светиот крст датира многу одамна. Се радуваме, се молиме за здравје, се молиме за среќа и се молиме за мир за нас и за нашите најблиски. Така што оваа традиција мора да продолжи, а да се надеваме дека ќе се возобнови традицијата на положување на крстот во водите на реката Пена. За многу години уште еднаш нека и Бог се јави. Начинот на положување на крстот му претходеше света архиерејска литургија и режење на кумските колачи, кои ги изврши митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. Со спуштање на крстот во речните води и во црковните базени продолжи традицијата на прослава на Водици во населените места Челопек, Фалише и Сараќино. Шеснаесетгодишниот Велко Тодоровски од Челопек го фати Светиот крст на Богојавление Водици во осветените води во базенот на црквата Свети Никола во село Челопек. Добар ден на сите, Бог се јави. Јас сум Велко Тодоровски, имам 16 години и прв пат скокам во водите на базенот во Свети Никола Челопек и го фатив крстот. Ви благодарам на сите, Бог на сите здравје да даде. Литургијата по повод празникот традиционално како и секоја година. Најпрво започна во црквата Света Богородица, а потоа поворката со Богојавленскиот крст се упати кон местото викано Три чешме, каде беа осветени водите на селската чешма. Потоа следуваше пристигнување во црквата Свети Никола, каде беше одржан чинот на спуштање на Светиот крст.
Бојан Захариевски од Тетовско фалише беше најсреќниот од тројцата верници кои беа дел од годинашната традиција на скокање по Светиот крст во црковниот базен на црквата Свети Атанаси во Фалише по повод празникот Богојавление Водици. Јас сум Бојан Захариевски. По прв пат се фрлам по крстот. Имав таа среќа и чест да го фатам. Им посакувам на сите многу здравје, среќа и љубов. Кој честитам празникот на сите. Тоа прекрасно искуство. Празнувањето на празникот во Тетовско фалише започна предпладне најпрво во Силската црква, каде што дојдоа голем број верници да се помолат и да запалат свеќи за здравје, среќа и беричет. Одбележувањето продолжи во црковниот двор со водосвет и спуштање на Светиот крст, а беа прережани славските погачи на овогодинешните кумови за празникот. Голем број верници, жители на Тетовско Сарачино, со празнична веселба во дворот од црквата Света Богородица во селото, го започна одбележувањето на празникот Богојавление Водици. Од црквата верниците се упатија на местото каде традиционално се спушта Светиот крст во водите на реката Вардар. Најсреќниот меѓу повеќе мината пријавени за годинашното скокање по крстот во водите на Вардар беше Мартин Савески од Сарачино. Браво, јас сум Мартин Савески, втор пат скокам. Прв пат го фаќам крстот и многу здравје, среќа, мир на сите до многу години нека. Традицијата за водици во Тетовско Сарачино се негува од година в година, а доказ за тоа беше и масовното присуство на верниците. Прослава на Водици денес се одржа и во Туденце и во Прељубиште. Празникот Богојавление или Водици со водосвет и спуштање на крстот се одбележа и во Тетовско Прељубиште. Според обичаите и традицијата, празнувањето на Водици започна со посетата на куќата на кумот, пошто верниците се собраа во црковниот двор, а по извршениот водосвет беше положен и Светиот крст во базенот на црквата Свети Јован Богослов. Бог се јави! Бог се јави! Бог се јави! Возлюбени во Христа, денес Светата Црква Божја го празнува спомену на јавувањето на нашиот Бог Света Тројица во водите на реката Јордан. Синот се крштева и ги осветува сите води. Отецот сведочи велики, ово е мојот возлюбен син, на него е мојата волја и него послушајте го. И Светиот Дух во вид на гулав ги облетува водите на реката Јордан. Нашиот Бог Тројица во овој ден ни се јави и ни се откри нам. Слава му за сите благодејанија сторени и направени за нас. Бог се јави на многоја лета. Јас сум Давид Ѓорѓевски, имам 13 години, прв пат се фрлам, прв пат го фаќам, љубов, здравје, среќа за сите и тоа. Црковно-народен собир по повод празникот Водици се одржа и во Тетовско Туденце. Прославата започна од домот на годинешниот кум, а потоа предводени од него, верниците се упатија до мостот на реката Вардар. По евангелскиот поздрав Бог се јави, на вистина се јави. Во водите на реката Вардар беше спуштен Светиот крст. И
Боже, славе се, утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Нека е честито Бог се яви за много години. Јас сум Петар Трпчевски од село Туденце, прв пат скокам, прв пат го фаќам крстот и сум многу задоволен. Благослов, среќа, здравје, љубов, све. Све најубаво Господ нека дава. Ајде, дај го тамо се некој како зачува. Нами гај стајте околу. Ние како организатори на село од Студенце имаме да дадеме една импоја, да ти носи здравје, среќа, Има за свите. среќа ли јака. Отиде Мики до пола. Борче. Среќа да ги нагатија. Претрес во гостиварски Сенокос, пронајдена дрога и приведен дилер. Приведена гостиварка затекната при тешка кражба. Следува полицискиот билтен. Ноќеска 45 минути по полноќ во гостиварски Сенокос, полициски службеници од СВР Тетово Овара Гостивар лишиле од слобода 32 годишник од истото село. При претрес извршен со судска наредба во дом и други помошни простории каде што живее и при преглед кај него му биле пронајдени одземени 3 чеси со поединечни пакувања марихуана и дигитална вага. Лицето е задржано во полициска станица за понатамошна постапка, пошто ќе следи и соодветен поднесок. Вчера во 22 часот и 30 минути во гостиварски Сенокос, полицијата лишила од слобода двајца жители на Тетовски Пирок, на возраст од 29 години, затоа што кај нив била пронајдена и одземена марихуана. Лицата се задржани во полициска станица за понатамошна постапка, пошто ќе следи и соодветен поднесок. Вчера во 14 часот и 50 минути полициски службеници од Овара Гостивар во супермаркет на улица Илинденска во Гостивар лишиле од слобода 36 годишна жителка на Гостивар. Таа била затекната при вршење на кривично дело тешка кражба. Лишена е од слобода, задржана во полициска станица за понатамошна постапка, а по документирање на случајот против неја ќе биде поднесен соодветен поднесок. Вчера во 1 часот и 25 минути во СВР Тетово било пријавено дека на улица Страшо Пинџур во Тетово настанал пожар во патничко возило Volkswagen Шаран со скопски регистерски ознаки, собственост на 72 годишник од Скопје. Повредени лица нема, а пожарот бил изгаснат од територијалната противпожарна единица. Вчера во 12 часот и 50 минути во СВР Тетово 24 годишно женско лице од Тетовско село пријавила дека во временскиот период од 24.8.2021 до август 2022 година во неколку наврати била измамена од страна на женско лице која се представила како адвокат. Според пријавеното, таа ја довела во заблуда дека ќе ја помогне околу судска постапка, зашто побарала и добила околу 105.000 евра. Како што е пријавено, за измамата дознала преку трето лице дека таа воопшто не е адвокатка и нема поднесено жалба до судот. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Трибина, односно средба со граѓани, вчера организираше управниот одбор на фудбалскиот клуб Тетекс. Целта е спас на клубот. Новоформираниот управен одбор на фудбалскиот клуб Тетекс вчера вечер во Тетово организираше трибина со цел да се запознае бизнис секторот од Тетово и пошироко со финансиската состојба на клубот, но на истата се дискутираше и за потенцијалните спонзорства со цел обезбедување финансиски средства за поддршка и опстанок на Тетовскиот клуб во втората фудбалска лига на Македонија. Целта на организирање на оваа трибина е запознавање на новото членство на управниот одбор на ФК Тетекс со бизнис компаниите од нашиот регион и пошироко за поддршка финансиска на нашиот клуб за опстојување моментално во нашата лига, бидејќи нашиот тим го наседивме во минусно салдо и во многу лоша состојба. Од новото раководство на фудбалскиот клуб Тетекс се надеваат на долгорочно решавање на проблемот со финансиите, кои се пресудни за опстанок на Тетовскиот фудбалски второлигаш. Во преговори сме со одредени спонзори, меѓутоа нема конкретно сега за сега нема ништо, односно е статус кво. Се надеваме по завршување на вторава полусезона, каде што се надеваме на опстанок на нашиот клуб, дека ќе се најде соодветен спонзор и дека ќе се реши овој проблем на долгорочен пат, а не вака на краткорочен.
За таа цел апелирам до сите да ни помогнат во оваа наша борба, што заеднички само може да ја добиеме. Да се повикаат сите локални регионални компании од бизнис секторот, како што се сите угостителски објекти, сите помалечки, поголеми фирми, значи буквално секој еден е добродојден за да помогне за заеднички, како што кажав и претходно, за заеднички да се избориме оваа претешка битка што ја прифативме. Инаку пред неколку дена фудбалскиот клуб Тетекс со подновена екипа ги започна подготовките во пресрет на новите надпревари во пролетниот дел од сезоната 2022-2023 во втората фудбалска лига на Македонија. Попладне во текот на ноќта и утре припладне наместа во источните делови врнежите ќе бидат поројни над 35 литри на метар квадратен наврнат воден талок, проследени со грмежи, а локално ќе има услови за краткотрајно невреме. Од ноќните часови, поради заладувањето на планините и на некои повисоки места, во западните делови врнежите ќе бидат од снег и ќе се формира снежна покривка. Во Скопската котлина во текот на денот ќе дува заседен ветер од југоисточен правец. Ќе има повремени врнежи од дожд кои ќе бидат побилни во текот на ноќта и утре предпладне. Денес максималната температура ќе биде во интервал од 12 до 18 степени, во Скопје до 16. Потоа до средината на следната седмица ќе има повремени врнежи од дожд и снег со променлив интензитет, побилни во понеделник. На 74 годишна возраст почина сликарот и истражувач Александар Настески од Тетово, соопшти неговото семејство. Настески е еден од истражувачите на крапестата уметност на Шарпланина, а за негови откритија се сметаат две преисториски рутијални карпи од долината на реката Пена, Адам од Пена и рибите од Пена. Всушност се работеше за преисториски артефакти, за траги на постоење и битисување на нашите предци од дамнешната преисторија, и тогаш ми се отвори еден нов прекрасен незаборавен свет, свет кој зборува за мајката земја, за таткото сонце, за родноста во природата, кај животните и кај луѓето, а тие гравири, пиктажи и релјефи беа вистински ликовно-наративни композиции. Тие и денес се неверојатно живи, всушност тие се вечни, изјави Настески во интервју за Радио Слободна Европа во 2018 година. Имаше над 30 изложби во земјава и во Франција и во Италија, а неговите дела се најчесто со масло, комбинација на песажи, портрети и мртва природа. Завршил Педагошка академија во Скопје и Академија за применета уметност во Белград. Беше член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија.
Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.